Предаден е во употреба новиот водоснабдителен систем за Гевгелие, преку кој на гевгеличани им се обезбедуваат дополнителни количини квалитетна вода за пиење. Системот опфаќа ново извориште со 3 нови бунари и хлорна станица лоцирани во близина на Вардар, потисен цевковод, нов резервоар со капацитет од 1000 кубни метри, како и доводен цевковод со вкупна должина од 2187 метри. Според градоначалникот на Гевгелија Сашо Поцков, на овој начин се решава водоснабдувањето на општината во наредните 30 години. Капитален систем кој ќе обезбеди долгорочно и квалитетно снабдување во Гевгелија и околината. Поточно, на 17.500 жители, или 76% од вкупното население на општината, но и за околу 2000 жители на населените места Селемли и Стојаково во општина Богданци. Со изградбата на овој водоснабдителен систем се решава еден од најгорливите проблеми во општина Гевгелија, кој се провлекува од пред 1,5 деценија. Поради завршување на некои мали технички работи, новиот водоснабдителен систем ќе се приклучи во регионалниот водовод кон крајот на месецов, а идната година, како што вети Поцков, општината ќе набави деарсенификатори за водата од Муинското бунарско подрачје. Министерството за транспорт и врски беше дел од овој проект, партиципирајќи со средства преку кредитната линија на Европската инвестициска банка. Исто така, ќе обезбедиме нова кредитна линија од Европска инвестициона банка за сите општини по истиот тек како и досега за подобрување на водоводните и канализационите мрежи. Затоа е многу важно општините да започнат да подготвуваат проекти и со готови проекти од следната година да аплицираат до Министерството за транспорт и врски, за да можеме навремено да ги користиме сите финансиски средства. Ова финансиска поддршка ќе биде од огромно значење за општините, особено за граѓаните, бидејќи тоа е предуслов за подобрување на живот во населените места. Изградбата на системот чини 1,7 милиони евра, обезбедени преку проекти поддржани од типа фондовите, Светската банка и грант од Министерството за транспорт и врски.